Повторно сме заедно. Веројатно ви е познат коефициентот на интелигенција и коефициентот на емоција. Денес за прв пат ќе слушнеме за енергетскиот коефициент. Енергетски коефициент е однос помеѓу мои мисли и твои мисли. Денес, 23. март 2023 година, ги погледав коментарите на мојот најнов пост на Facebook и извлеков два екстремни коментари кои во себе носат емотивни пораки. Под еден, просветлувачко четиво и прекрасна работа за објаснување на такви сложени идеи. Под два, посетете лекар или направете долга пауза, господине. Рефлексно во моето тело се појавија две спротивни емотивни реакции кои предизвикаа наплив на серотонин од првиот коментар и наплив на адреналин од вториот коментар. Телото се измести од серотонинска адреналинска равнотежа. Дури и сега. Мои мисли се оние кои ги бирам. Тоа е моја енергија. Твои мисли се оние кои ги бираш. Тоа е твоја енергија. Мои мисли кои ги избрав се првиот коментар. Тоа е моја енергија, која ја чувствувам блажено. Морам да признам. Вториот коментар, кој екстремно го зголеми мојот адреналин, не се мои мисли. Тоа е твоја енергија. Таа твоја енергија ми створи револт во мене и ти си причина за моето енергетско пореметување, за емотивниот набој. Илузорниот идентитет е во проблем. Проблем е однос помеѓу моето очекување и твоето однесување. Јас се трудам да го променам твоето однесување, но не можам, а не те ни познавам. Комуницирам со мојот пријател и го молам да го промени неговото однесување, но не можам. Напротив, ми предизвикува бес и фрустрација. Проблемот се сведе на зависност од моето очекување. Очекување е желба. Ако го отфрлам очекувањето, тогаш немам проблем. Со отфрлање на очекувањето ја отфрлям желбата. Масовната свест се труди од мене да направи идеален човек. Слободен предприемач, кој ги дефинира своите краткорочни и долгорочни цели кои презлегуваат од желбите. Биди храбар и слободен, али внимавај на упатствата кои ги сервираме. Каков парадокс! Желбите го активираат мисловниот процес и те изфрлат во дуалност. Субјектот е издвоен од објектот. Како издвоен? Кога субјектот е совокупното знаење за објектот, а тоа знаење во мене. Тоа е моја енергија. Знаеш ли тоа дека коментарите на мојот пост се моја енергија? Се заплетка во собствена пајакова мрежа. Како да ја расплеткам оваа досадна мрежа која ми одзеде мојата слобода? Еден прекрасен цитат, производ на мојата сопруга. Длабоко вдиши во себе и во својата душа како едно. Кој диш?
Јас. Кој сум јас? Јас сум здив. Почувствај го здивот. Здивот е енергија, танго мелодија на душата. Доктор Радмила Кавај. Здивот, јас сум е креација. Јас сум е создател на креацијата. Креативност на креацијата произлегува од креаторот јас сум. Креативност е способност на креаторот да биде во собствената манифестација, да ја чувствува како своја, со својата сензитивност. Како? Допушти. Клучен збор. А што да допуштам? Допушти го јас сум во твојот живот и влегуваш во бескрајниот проток на енергија. Тоа е твое богатство. Емотивниот набој, кој се створи од коментарот на бројот 2, е моја енергија, мој емотивен набој, моја заробена енергија. Енергетскиот коефициент е намален поради собствената дистракција на собствената енергија. Значи, мојот пријател кој ме критикува и би го покачува адреналинот, не е крив за мојот емотивен набој? Да, со сигурност не е крив. Допушти. Твојот пријател е внатре во тебе. Тоа е твоја енергија. Поради моите очекувања ја заробив собствената енергија и го намалив слободниот проток на енергија. А слободниот проток на енергија е богатство. Внатре мојата енергија е присутна мојата свест, моето јас сум, а мојата ниска умна свест до овој момент се бореше со мојот илузорен непријател и зголемуваше мрак во празниот простор од нашиот заеднички телесен храм. Условениот ум е господар на собствените драми, на собствениот мрак, кој конечно се разбуди. Зошто не допуштам во овој хаос од мисли да подре светлината? Мрак е недостаток на светлина. А што е светлина? Светлина е свест. Единствено важно е свест. Вашата свест, вашето јас сум. Без тоа нема енергија. Нема маса. Нема светлина. Нема реалност. Свеста мора, нагласувам, мора да дојде внатре, а не од надвор, каде нашиот неопходен конструктивен ум функционира во дуалност и доживува искуства кои нашата душа ги дестилира во мудрост. Мудрост е едноставност. Едноставност и есенцирање до суштина. Конечно се разбудив. Емотивниот набој се ослободи.
енергетскиот коефициент се искачи до максимум према 1. Заробената енергија се ослободи. Таа беше твоја енергија. Проблемите во дуалноста ја блокираа. Сега е таа ослободена. Ја чека твојата наредба како да ти служи. Твојата свест како магнет ја привлекува и активира твојата енергија. Јас сум динамичен поток на енергија во форми кои се менуваат и не се одделуваат. Динамичкиот процес на енергија се чувствува, не се опишува. Јас постојам сега, а се опишувам себе во време. Се дозволува присуство на душата со експандирање на свеста. Присуство на душата која се манифестира преку страста, која одржува динамичкиот проток на енергија во сите животни ситуации. Целосно го прифаќам водството на мојата безпросторна и безсмртна душа. Јас постојам. Јас сум свест. Јас сум свест. Апсолутно постојање на свесност внатре собствените манифестации на енергија како згусната свест и маса како згусната енергија. За денес е доста.